Во некогашното радио CBM ја започна својата професионална кариера. Дијана Иванова со многу работа, но и учење успеа да ги информира и едуцира граѓаните на Велес. Желбата да навлезе подлабоко во новинарството значеше продолжување на работната кариера во телевизија Здравкин, каде и најмногу се задржа. Додека многумина молчеа за состојбите во градот, таа ја пренесуваше вистината во нејзините прилози, во вестите и во информативните емисии. Ја напушти телевизијата, следејќи ги модерните комуникации, започна со работа во свој портал www.lisica.mk, но по неколку години повторно и се врати на својата најголема љубов – телевизијата. Дописничкото место за македонската телевизија на почеток, а потоа на позицијата главен и одговорен уредник во регионалната К1 телевизија. За 25 години непрекинато, точно на времено известување на граѓаните на Велес за сите случувања, настани и манифестации. Дијана Иванова е добитник на општинското признание благодарница 9 ноември за 2016 година. Дијана, секој како дете има желба кога ќе порасне дали да биде доктор, некој сака да биде наставник, некој познат спортист. Имавте ли вие желба како дете да бидете еден ден новинар? Дали можеби си игравте со некоја импровизирана играчка како микрофон? Па, не си играв со импровизирана играчка како микрофон. Не ни сонував дека еден ден ќе станам новинар. Работата во медиум беше во тој момент нешто непознато, барем во времето кога ја раснав. Се случи многу случајно. Пред сега веќе повеќе од 25 години во Велес, наеднаш во етерот почна да се слуша гласот Радио CBM. Во тоа време тие джинглови кои што беа оставаа впечаток кај секој оној кој што беше слушател. И во еден момент си помислив зашто да не пробам да видам како е во радио. Отидов, прашав, ми се посреќи, почнав да работам во Радио CBM. Најнапред работев се и сешто. Значи, не се почнува веднаш, нели, во новинарството, но имав добри учители и сметам дека тоа што имав многу добри учители беше вистинското да ја засакам професијата, да почнам да учам, затоа што јас немав некоја наобразба за новинар или за новинарство или за работа во медиум, почнав да учам директно, значи таму, и еве да денес, после 25 години, бидам ова што сум. Може ли да спомнеме и некој од имињата од кого се учевте? Па, учев најмногу од Ефтим Таковски, сега е починат. Во новинарството не е многу познат како новинар, меѓутоа за мене е човекот кој што ми ја вроди целата љубов во новинарството, во пишаниот збор, но и во пренесувањето на вистината. Затоа што он викаше дека секој не може да ја види вистината, некој седи дома и треба да ја слушне. Ние сме тие кои што испаѓаме на терен, го гледаме она што го гледаме и треба да се вратиме во радио да го пренесеме на тогаш слушателите. Знаете, многу беше чудно, во тој временски период информацијата се дознаваше ден поодоцна. Значи, кога ќе се купи весникот, кога ќе се прочита, што се случило предходниот ден, па предходниот ден. Сега најнаш се случува во етера, во 10 часот наутро, слушате што ќе се случува во 12 часот. Или во 14 часот веќе слушате што се случило во 12 часот. И тоа беше предизвикот, например, кој што мене ме водеш. Но морам тука да ги напоменам. Значи, луѓето кои што работеа новинарство во Велес, Божана, Стоилко, Никифор, сега веќе не е меѓу нас, Перо Трајковски, Кире Василевски, Убавка Јаневска, се надевам дека не заборавив некој, Сутка од Седова, Петре Печков. Ова се се луѓе кои што веќе пред мене имаа почнато да работат новинарство и ме прифатија мене многу добро на самиот почеток и ја учев од сите нив. Ајде да видиме за твоите почетоци што вели новинарката Божана Ќулавкова-Чадиева. Навистина е среќа да го работиш тоа што го сакаш и пример за тоа е Дијана Иванова, која што ја познавам уште од повеќе од 20 години, кога она почнуваше во оваа област со работа. Дијана е прекрасен човек кој што знаеше што сака и дојде до целта.
Таа како млада ги почитуваше искуствата на постарите и црпеше од нив. Во областа на маркетингот беше една од основоположниците кои што во новото време на новинарството, во приватното новинарство, таа ги удри темелите и правеше навистина интересни работи со тоа што ги учеше луѓето на кој начин и како да се рекламираат. Потоа ја видовме Дијана Иванова и во областа на информирањето и таму се покажа добра и се разбира дојде до она што сега го постигна, да биде главен и одговорен уредник, а исто така да биде и дописник на државната телевизија и така натаму. Едноставно Дијана е добар другар, пријател, со неа се неам за ништо замерено и секогаш е добра за соработка, за добри совети, пак ќе кажам, од областа на економијата, бидејќи во новинарството добро е да идеш од пари па во информирање, отколку обратно. Бидејќи јас тоа обратно го правев, но ете, после толку години верувам дека успешно го правиме и јас и она, бидејќи она е генерација после мене. Меѓутоа годините не се разлика за да бидеме добри пријателки, добри колешки, се разбира. И посакувам многу успех и уште еднаш и честитам за општественото признание на град Велес. Дијана, обично луѓето кои што се занимаваат со оваа медиумска работа и кога прават трансфер од едно на друго место, обично тоа го прават од телевизија во радио, бидејќи работата во радио и се чини дека е полесна од она кое што се работи во телевизија. Но кај вас беше спротивно, вие направивте трансфер од радио во локалната телевизија Здравкин. Како дојде до тоа? Сосема случајно беше. Значи, работата во радиото ја работев, учев, навлегува веќе и наеднаш добив понуда да поминам да работам во локалната телевизија. Единствена беше и таа телевизија во Велес и морам да кажам дека целиот град не ја гледаше. Значи, ја гледаа само жителите во центарот на градот. Можете да замислите во кој временски период сум почнувала ја, кога не може ни еден град да ја гледа телевизијата, да, која што е во нивниот град. Не знам, може би младост, да не бидеме нескромни, желбата да те има на телевизија, значи веќе си се раѓа сама по себе, ја прифатив. Го прифатив и предизвикот, ја прифатив и понудата. Почнав да работам, таму останав најдолго во целиот мој работен век во медиумите. Повеќе таму бевте сконцентрирани на маркетинг? На почетокот да, работев како маркетинг. Беше многу лесно да се дојде до реклама, беше многу лесно да се дојде до пари, затоа што тогаш секој сакаше својот бизнис да се го промовира на малите екрани. Не толку се сваќаше суштината на рекламата, кој е бенефитот од рекламата, колку чекај, го има комшијата, дуќанчето до мене, да ми има и мене. Да, но тогаш немаше и интернет. Може би и поради тоа. Можно е. Повеќето сакаа нели да ги имаат на телевизија и да се рекламираат. Да. Затоа сега на пример реклами да правиш и нели да го снимаш детето, сопругата на сопственикот на фирмата, не својствено, меѓутоа тогаш тоа беше една од главните шеми во снимањето на рекламите. Така, малку за тој период да ни кажете кога направивте премина од маркетинг во новинарство, како се случи тоа? Постепено беше. Немаше, например, рез до денеска со маркетинг, од утре ќе бидам новинар. Не. Него од секогаш во телевизиите фали човек. Може би за среќа или за моја несреќа, нели, таква ми била ситуацијата да можев да одам и на сабале и навечер на некои настани, немав некои семејни обврски како сега младите, да речеме новинарки што се па брзаат дома дечиња да средат, па да ги наранат од градинка да ги земат. Јас, за жал, нели, таа обврска ја немав и секогаш кога имав некој таков настан, кога некоја моја колешка ти требаше да му се посвети на сопственото дете, секогаш викав, добро, јас ќе останам и полека љубовта кон новинарството се навлегуваше во мене и во еден момент веќе почувствував дека многу помалку работам на маркетинг отколку што работам во новинарството. Ете така се случи целиот тој трансфер, не дека беше нешто со умисла, не, мислам, само по себе се дојде. И мислам дека
тоа што само по себе си дојде, всушност е тоа што е позитивно во цела оваа работа. Учев од ден на ден. Не учев преку ноќ и не влегов во новинарството, влегувам во новинарството, па што ќе биде, нека биде, него јас чекор по чекор и учев. Морам да кажам дека многу голема заслуга имаат сите повотресни мои колеги кои што се од Велес, затоа што, како што честопати знаеше да каже починатиот Ники Пресмилевски, дете бе, не си ти за со нас, бари друга професија, тешка е ова, ама ете, детето стално одеше по нив и стално од нив по нешто крадеш, од новинарството е занает. Новинарството е да успееш да украдеш нешто од повозрасниот колега. Првиот портал во Македонија со ознаки МК е порталот Лисица МК, портал кој вие го основавте. Овој портал еден период беше активен, па не беше активен, сега нешто повторно се обидувате. Кога станува збор за Лисица МК, морам да кажам дека тоа е мојата неостварена желба, се уште. Кога почнав да го работам во 2008 година, имав премногу идеи, премногу желба и премногу енергија да не да се докажам пред другите дека нешто е што е, него самата себе да се докажам дека можам да направам нешто. Имав поддршка, благодарам на сите кои што ме поддржаа, затоа што тој сон немаше да се реализира доколку не беа луѓето околу мене. Но едноставно во годините кои што доаѓа, некако почувствував и премореност кај себе, но и неможност да обезбедам доволно средства за да го сонувам до крај сонот кој што го имам. Сонот постои. Лисица МК постои. Тоа е еден од порталите кој што е најнаградуван во општина Велес. Така, Дијана, својот најголем професионален дострел го доживеавте во македонската радио телевизија и оние кои што лично ме познаваат знаат дека во тој период го живеевте својот сон. Како е да се работи за првиот јавен сервис во Македонија? Па тоа беше буквално остварување на мојот животен сон. И во времето кога бев во телевизија Здравкин, многу често мојот колега Стоилко Андреевски, кога одеше на годишен одмор, останував да го заменува. И тие 2 недели, јас живеев за тие 2 недели. Значи, секоја година живеев за 2 недели во лето, кога ја ќе се појавам на МТВ. Кога јас ќе имам прилог на МТВ. Тие години поминати во МТВ нема никогаш да ги заборавам во мојот живот. Тоа беше мојот сон. Имавте таму предпоставени? Да, имав многу предпоставени, таму поинаку се работеше. Например, имаш организатори, ти се јавува организаторот навечер, па ти кажува кој е настанот кој што го имаш наредниот ден. На почетокот ми беше чудно, дури си мислев, леле, мене ми се јавуваат, божам, ја не го знам настанот. Или кога ќе ме прашаат во среда, што планираш за сабота и за недела, на почетокот, пошто сум таква, нели, како бунтовник некој, викав, добро, ја не сум новинар само за викенд, прашите ми за денеска што планирам. Но со текот на годините видов дека таму поинаку се работи. Не е само настан, него таму се теми, обработка на теми. Всушност тука е новинарството. Во пронаоѓањето на интересни теми, но одработувањето на темите. Дневен настан е дневен настан. Билага помина, значи денеска се случува и толку е. Но работата во МТВ е друга, таму се работи тематски, барем во времето кога јадев. И затоа и сега во овие моменти кога на сите вас тука во Кајден ви велам, среда сме, што ќе имаме во сабота и во недела. А тоа обично не го викаш често. Да, тоа е затоа што не може ние да чекаме како новинари само да имаме дневни настани па да информираме. Гледачите не прашуваат дали денес имало дневен настан. Они сакаат да бидат информирани, сакаат да знаат што се гради во нивната општина, дали во некое населено место има нов пат, има водовод, дали некаде има проблем, кои се проблемите на граѓаните, дали локалната самоуправа ги слушнала, дали соработува локалната со централната власт. Во времето кога јас почнував имаше многу штрајкови. Значи, јас сум сведок на штрајкови во кои што имаше и истрели од огнено оружје. Јас сум сведок на штрајкови кои што биле со месеци во фирми кои што биле гиганти во Македонија. Да не зборувам за затварањето на топилница, за протестите на Зелената коалиција кои што биле. Тоа се настани кои што таков граѓански протест како што беше на 9 ноември кога Велешани испаднаа против топилница. Јас мислам дека додека сите ние сме живи дека таков граѓански протест нема да се случи. Тоа е еднаш и единствено.
Меѓутоа, екологијата не беше само тогаш. Екологијата е тема која што требаше да се работи секојдневно. Дијана, ајде да видиме што вашите претпоставени од Македонската радио телевизија, Донка Долговска, кој што е уредник на дописна редакција, што вели таа заедно со Димче Велјановски, кој што е главниот говорен уредник на информативната редакција во Македонската радио телевизија. Димче Велјановски сега е во пензија, значи беше уредник во времето кога јас работев, меѓутоа тоа се луѓето, пред да ги слушнеме што ќе кажат, баш ме интересира што ќе кажат за мене, тоа се луѓето од кои што јас многу научив. Во нашава професија има повеќе типови новинари. Има новинари кои што работат со разум и со срце, но има и такви кои што некако заскитале во професијата. Дијана Иванова е меѓу првите. Во Македонската радио телевизија беше дописник 6 години, од кои 4 години бев претпоставена и за неја можам да кажам само најпозитивни работи. Пред се таа го користеше разумот за да смисли тема, а срцето за да ја направи темата без да се троши себе си во непотребни чекори. Знаеше да ми се јави и во 10 часот навечер за да каже дека има нешто смислено, дека држи ли оваа тема да ја направам за утре, а потоа чекор по чекор тоа го работеше, но го работеше многу брзо. Јас не знам дали воопшто имаше Македонската телевизија некој од дописниците, кои што морам да кажам дека беа скоро сите добри, но да работат толку брзо, прецизно и педантно. Дијана Иванова знаеше да одбери тема и имаше длабок сенс и за политички настани, и за економија, и за култура, и за социјала, и секој пат одбираше еден умерен став кој што не задираше во ничии интереси. Дијана беше новинар кој што многу успешно се снајде и со живото емитување, линковското вклучување во периодите кога имавме линкови за дописниците. Мислам дека Дијана беше најчесто на нашите екрани со разни теми кои што таа најчесто сама ги смислуваше, не чекаше да ја порачуваме од тука. Знаеше да појди, да речеме, бидејќи го покриваше целиот Вардарски регион, да појди дури до Свети Николе, Штип, Радовиш, за да направи некоја тема. Имаше месеци кога незината продукција се движеше меѓу 40 и 50 прилози, но имаше и такви месеци кога имаше и по 80 парчиња, бидејќи таа настаните ги следеше во низа, од почетокот, преку развојот, па се до крајот. Значи, има новинари и новинаришта, Дијана е меѓу вториве. Можам да кажам дека навистина е вистинско новинариште. Во Велес имаме дописник Дијана Иванова, новинар од поновата генерација, кој приоѓа на прилозите, емисиите со еден нов пристап, така негувајќи го така нареченото истражувачко новинарство. Има нерв и сенс да ги фати темите и настаните кои што се однесуваат за обичните луѓе. Преку приказните и настаните за луѓето и нивното секојдневие го отсликува она што представува живење и настани во градот на Раци. Со Дијана сме соработувале во многу проекти на Македонската телевизија, освен дневното информирање за дневникот на МТВ, во многу проекти како што беше и програмата на градовите, во која што Дијана имаше сенс да ги донесе луѓето кои што можат да го сликаат секојдневието на градот, но и она што представува културно живење денеска и во минатото. Со суптилен приод во разговорите и наоѓањето на начин на кој што најдобро тоа би можело да се презентира, Велес практично пулсираше во програмата на МТВ како еден жив организам. Дијана знаеше со новинарите да разговара на јазик кој што ќе го разберат сите и умее да разговара и да пренесе настани и избиднувања во еден од најградските градови во Македонија. Преку прилозите кои што ги испраќаше за телевизискиот дневник и за емисиите, Дијана го протежираше градот на Вардар не само пред македонската публика, туку и пред нашите иселеници во дијаспората, кои преку нашите специјални програми или директно од програмите на МТВ можеа да видат како денеска живее и пулсира градот на Раци.
Од дескот на К1 телевизија се наоѓаме во студиото каде и директно од тука ги пренесуваме сите информации до граѓаните. Тука ќе го продолжиме разговорот со нашата уредничка Дијана Иванова. Дијана, во твојата досегашна кариера имаш снимано со доста значајни личности, било тоа да се личности од политиката, од спортот, од културата. Како позначајни, кои би ги издвоиле? Еве, ќе почнам со тоа што најмалку сум го снимала спортот, затоа што сите знаат дека многу не се разбирам во спорт. Неколку пати сум држала само микрофон кога Пепи Манасков давал изјави. Мислам дека го имам снимано и Панче Ќумбев и некој друг спортист, не се сеќам дека сум го снимала. Меѓутоа затоа има многу политичари кои што сум ги снимала, било да се тоа на терен, било да биле гости во студио. Она што мене ми е така посебно драго што во мојата досегашна кариера ги имам снимано сите председатели на државата. Во оваа прилика ќе ја спомнам случката кога снимав разговор со покојниот Киро Григоров, првиот председател на Република Македонија. Тогаш бев многу млада и во моментот кога требаше да го снимам, ја заборив да зборувам. Толку многу имав трема, толку многу имав страв дека пред мене стои првиот човек на Република Македонија, што дополнително мене ме оптоваруваше, меѓутоа почувствува дека имам трема, па почнавме да разговараме од кога работам по новинарството, дали е лесно, дали е тешко и успешно го завршив тоа интервју. Кога станува збор за председателот, за жал исто покоен Борис Трајковски, јас би споминала дека на покана на епархијата по Вардарска, тој беше гостин на еден утрински поедок. Се разговараше за значајни теми кои што се поврзани со работата на епархијата. Во тој момент имавме проблеми со стабилноста на црквата Свети Пантелеймон, меѓутоа и некои тековни работи. Имав прилика да бидам дел од тој работен состанок. Бранко Црвенковски доаѓаше и тој тука во Велес, сум го снимала и сега актуелниот председател на државата. Неколку пати како дописник на македонската телевизија имав можности да следам негови настани и можам да кажам дека господинот Ѓорги Иванов е председател кој што засега ми оставил недобар впечаток, затоа што секогаш пред да снимавме, пред да почне официјалниот настан, да прашуваше сите како сме, добри ли сме, што има ново, затоа што таа една група на новинари беше која што во тој временски период постојано го следевме кај да одеше на настаните во регионот кој што јас го покривав. Новинарството е работа каде што се случуваат доста интересни, но би рекли и немили настани. Би издвоиле ли вие некои интересни настани што се случиле во вашата досегашна кариера? Не би сакала сега да ги напоменувам сите случувања. Оние кои што ме знаат дека ми се има случено и обезбедување да не нападне и сето тоа, меѓутоа како да кажам, кога работиш како новинар, треба да си спремен и да прифатиш критика и да прифатиш пофалба. Но да бидеш спремен дека на оној кој што не му се допаѓа она што го пренесуваш како информација, дека ќе те нападне. Сега да не бидат тие физички напади, вербални, може секој да не напаѓа, нашата работа е тоа. Најдобро е кога си сигурен дека тоа што си го видел на терен го пренесуваш. И кога некој те напаѓа, дури не го восприемаш. Барем јас сум така научена. За она што го имате работено досега, Општина Велес минатата година ви додели наградата 9 ноемвриската награда на Општина Велес, каде ви додели признание за достигнување во новинарството. Ја очекувавте ли оваа награда? Кога разбрав дека веќе е поднесена апликација со моето име за добитник на едно од 9 ноемвриските награди, некако имав чувство дека фактички ќе ја добијам наградата, не дека ќе биде таа награда, можеби мислам дека ќе биде некоја од пониските награди, меѓутоа секоја награда е значајна. Да напоменам дека ова ми е прва награда од Општина Велес која што е на Дијана Иванова, меѓутоа не ми е прва награда која што Општина Велес ми ја дава за она што и досега сум го работела, порталот Лисица МК во изминатите години 3 пати има добивано награди од општината, но оваа награда како
дојде во временски период како да се заокружи 25 годишното работење во медиумите. Јас сум благодарна што општина Велес ја препозна мојата работа и на еден начин се заблагодари. Но оваа награда не е само благодарност, оваа награда мене ми е и поттик да продолжам и понатаму, затоа што има уште многу да се работи. Има уште многу да се пишува за општина Велес. Има уште многу работи кои што јавноста не ги знае. Многу проекти кои што во иднина треба да се реализираат и кои што всушност ќе го подобрат животот на велешани треба да се пренесат. Затоа што ако ние не ги кажеме, ќе ги знаат можеби велешани, оние кои што директно ги чувствуваат. Но зошто да не и другите? Зошто да не биде тоа поттик и за некоја друга општина? Зошто на тој начин преку надпреврнели на општините да не се создава еден поубав живот во цела Република Македонија? Кога станува збор за уредувачката програма на К1 телевизија, како главен и одговорен уредник, на што највеќе го ставате акцентот? На обичниот човек, на неговите потреби, на она што треба надлежните да го сработат и како сето тоа да биде во функција на подобрување на условите за живот. Тоа што се случува во Велес денеска, мора да оди денес на вести. Тоа што ќе се случува утре или други ден, мора да оди тогаш кога се случува. Тематски можеш да се навратиш, проблематика да обработиш, меѓутоа тоа што е денес, да оди денес. А каков уредник е Дијана Иванова, предлагам сега да погледнеме од изјавата на нашата колешка, новинарката Валентина Михайловска. Со Дијана Иванова се познаваме многу долго, но во изминативе 2 години работиме заедно, а она како одговорен и главен уредник во К1 телевизија. Она што за неја јас можам да го кажам, дека е одговори позитивно на она што и беше дадено како задача во оваа телевизија. И исто така можам слободно да кажам дека несебично се даде себе си, меѓутоа не само како уредник, туку и како соработник со сите нас овде. Особено е важно тоа што во целиот свој период додека овде работиме, особено со младите, го споделува нејзиното искуство и знаење несебично. Морам да напоменам дека многу бара од нас сите тука, можеби некогаш и напорна, меѓутоа се во рок на службата, нели? Морам да напоменам дека веројатно таа е голем хуманист, голем човек, заради тоа што многу пати се случувало, нели, луѓе сме сите, да ни се случува по нешто, меѓутоа секогаш знаела да не поддржи, без разлика дали мене или било кој од помладите колешки. Можам слободно да кажам дека е голем човек. Се наоѓаме во режија, каде се она што се работи во цела телевизија, од тука се пренесува до гледачите. Дијана, на еден новинар му е потребен секако камераманот, нели, кога се оди на настани, кога се снима било што, потребен е секако и монтажерот, но она што е најпотребно е реализацијата, бидејќи, како што кажав и претходно, од тука е тоа што се пренесува до гледачите. Како функционирате тука во К1 телевизија? Токму така, во овој момент се наоѓаме во срцето на К1 или во делот кој што е за реализација, затоа што без реализација, она што ние го работиме сите тука заедно, не може да стигне до етерот. Телевизијата и новинарството е тимска работа. Еден без друг не може, еден со друг се надополнува. Многу е важно сите да функционираат како добар тим. Морам да кажам дека за овие 2 години во К1 телевизија, иако сме мал тим, не сме голем нели тим, успеавме да функционираме многу добро. И новинарите со камерманите, и новинарите со монтажерите, а сите заедно со реализација, затоа што ако едно од овие алки не функционира, тогаш гледачите ќе го почувствуваат тоа. К1 телевизија се сочивте со доста млад кадар. Како е да се работи со млади? За мене беше првен предизвик. Да видам она што јас сум го научила, дали можам успешно да го пренесам на веќе помладата генерација. Иако за себе сметам дека имам уште многу да учам од оваа професија. Среќна сум што достигнавме до ова ниво на кое што сме сега, иако сме релативно млади како екипи. Особено среќна сум се за многу кратко време, иако веќе не е со нас, Надица Бисинова навлезе во новинарството.
што еве успеваш ти да навлегуваш. Ања Василкова морам да ја напоменам и да споменам тука затоа што нели година и пол е веќе тука, но успешно еве самата ја подготви и ја реализира утринската програма. Значи ние сите тука даваме се од себе за гледачите да имаат што да видат, што да им понудиме, се со една единствена цел, нивните телевизиски приемници да бидат постојано на К1 телевизија. К1 телевизија одбележа 2 години од незиното постоење, дали понатаму на временото и објективно информирање ќе биде двигател во работата? Да, тоа секако, значи ние постоиме за гледачите. Гледачите ја бараат вистината. А вистината можеме да ја пренесуваме само ако сме директно на терен. Оно што го гледаме на теренот, ние ќе го пренесеме во нашите прилози. Без разлика дали на некој тоа му се допаѓа, дали на некој тоа не му се допаѓа. Доколку одиме или ја бараме вистината, ние ќе бидеме интересни за нашите гледачи, тоа е нашата единствена цел. Ние постоиме за нив. Кога станува збор за она што ќе се случува во иднина на К1 телевизија, јас верувам дека се уште гледачите ќе имаат можност да видат многу новини, многу нови содржини кои што се подготвени од нас, меѓутоа нели сега веќе во тренд е да се соработува со разни продукции, па да се земаат продукциски емисии. Се надевам дека сето тоа ќе биде доволно интересно за и понатаму гледачите да бидат на нашата страна, а ние секако сме на нивната страна. Дијана, јас ти благодарам што не запозна со твојата успешна новинарска кариера, ти благодарам и што ти имаме во К1 телевизија како главен и одговорен уредник, бидејќи ни даде можност и на нас помладите да научиме повеќе за новинарството, секако вашите професионални совети никогаш не сте ги штеделе, секогаш сте ни ги давале во моменти кога нас ни биле најпотребни. Јас пред да се заблагодарам еве што оваа вечер одвоивте време за мене во оваа емисија. Една имам единствена желба, некој од тука од вас помладите да ме замени еден ден да биде на моето место. Па можеби кога ќе слави 25 години работа во медиуми да каже дека моите почетоци се во К1 благодарение на Дијана. Беше некогаш строга, беше некогаш добра, но знаеше она што треба да ни го пренесе како на новинари да ни го пренесе. Ти благодарам уште еднаш. А вам, почитувани гледачи, ви оставам во добро расположение, позитивни, насмеани, очекувате уште едно ново издание на емисијата Успешни недела, 20 часот и 30 минути на К1 телевизија.